Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. На дневниот ред се најдоа вкупно 11 точки, меѓу кои усвојување на годишна програма за работа на Советот за превенција на детското престапништво за 2023 година. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола на електрични тротинети, трицикли и 4 цикли, при која биле санкционирани вкупно 14 прекршоци. На подрачјето на СВР Тетово биле одржани 30 на превентивно-едукативни и информативни средби на советодавните групи на граѓани во рамки на кампањата Безбедно лето 2023 година. Советот на општина Тетово денеска ја одржа 17-тата седница. На дневниот ред се најдоа вкупно 11 точки. Меѓу нив советниците одлучуваа и за усвојување на годишната програма за работа на Општинскиот совет за превенција на детското престапништво во општина Тетово за 2023 година. Советниците на општина Тетово денеска ја одржаа 17-тата седница. На дневниот ред се најдоа вкупно 11 точки, меѓу кои предлог заклучок за овластување на градоначалникот на општина Тетово за изработка на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за изградба и одржување на нов објект на општина Тетово, како и предлог финансиски извештај за работењето на јавното претпријатие Градски паркинг Тетово и јавното комунално претпријатие Тетово. На дневен ред се неколку точки кои се во интерес на граѓаните и на градот. Предлог заклучок за овластување на градоначалникот за изработка на една физибилити студија за ЈПП за изградба и одржување на новиот објект. Исто така на ова седница ќе се гласа предлог одлугува за прифаќање на донација од две компании, значи Морана и Проинженеринг од Желино, се работи за изградба на бунар за вода за пиење во село Фалиште од капацитет од 20 литри вода во секунда во вредност од скоро 2 милиони денари. Пред неколку денови бевме во селото Фалиште заедно со градоначалникот и го ставиме во функција овој бунар. Со оваа инвестиција решивме проблем кој траеше 15 години на овие селани, значи на селото Фалиште и Сарачино. Советниците одлучуваа и за усвојувањето на годишна програма на Општинскиот совет за превенција на детското престапништво во општина Тетово за 2023 година. Тука сме да се усвои годишната програма за правда на децата. Инаку работиме мултисекторски, вклучени образовниот систем, центрите за социјална работа, Министерство за внатрешни работи, Основно јавно обвинителство и Судскиот совет. Превентивно да се делува, што повеќе на некој начин да се заштитат и децата во ризик, односно децата во судари со закон. Како мерки и активности, значи планираме и веќе почнавме со запознавање на директорите од средните училишта, запознавање на стручниот тим кој што работа во училиштата, основни училишта и средни училишта, како и запознавање на класните раководители. Превентивно да се делува на некој начин, повеќе да нема деца во судари со закон и деца во ризик. На ниво на цела држава важат повеќе препораки за заштита на здравјето на граѓаните поради високите температури. Затоа колку се почитуваат мерките, надзор изврши Министерството за труд и социјална политика. Прогласувањето на протоколова фаза е со одлука на влада на барање на Министерството за здравство. Во текот на вчерашниот ден Државниот инспекторат за труд изврши 90 надзори, од кои што 69 вонредни надзори и 21 контролен надзор се вршени во дејностите каде што работниците се изложени на високи температури, значи на работа на отворено или онаму каде што се изложени на топлинско зрачење. Издадени се 12 решенија со наредба
за почитување на препораките кои се дадени од страна на владата, односно препораки за заштита и превенција на работниците и 26 решенија за забрана на работа за утврдено непочитување на препораките, што значи дека од 11 до 17 часот не треба работниците да бидат изложени на надвор на ваквите високи температури да работат. Со Националниот регистар на подземни води се крати времето на издавање на документи за користење на водите, истакна министерката за животна средина Каја Шукова на денешната презентација на регистарот. Македонија има многу подземни води. Прашањето е како истите ги искористуваме, дали тоа го правиме на рационален, дали тоа го правиме на одржлив начин. Овој проект ќе ни помогне на ниво на цела држава да ги идентификуваме подземните води, што е секако еден од условите за понатаму да можеме соодветно да ги управуваме, секако да ги заштитиме и да го следиме нивното количество. Она што е битно во рамките на овој проект е дека зборуваме за дигитализиран национален регистар за подземни води. Значи податоците ќе се собираат, ќе се обработат и ќе имаме еден единствен систем кој што ќе може да го користат сите институции кои што се наши партнери кои што се поврзани со системот за управување со подземните води. Значи ќе имаме добар дигитализиран систем врз основа кој што ќе ни биде основа за спроведување на процедури, но секако и за известување, односно полесен пристап до информации за подземните води. Во рамките на проектот се изработува и мобилна апликација која што ќе биде помошна алатка за спроведување на процесот на контрола и на инспектирање, секако имајќи ги во предвид расположивите податоци на дозволите кои што ќе се издаваат во рамките на овој проект. Let me say something that is obvious. Water is vital for life. Иако е витален ресурс, сепак се гледа дека има недоволно разбирање од страна на граѓаните и па и од системот, дека се потребни многу ресурси, вклучително и финансиски, и човекови и технички, за да можат подземните води да се мониторираат, наблюдуваат, заштитуваат и користат на правилен начин. Поради тоа Швајцарија во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање го поддржа изработката на дигиталниот систем за податоци за управување со податоците за подземни води. Овој систем ќе овозможи подобро знаење, поголемо знаење за самите водни ресурси, потоа Министерството си ги извршува своите работни задачи на поедноставен, поефикасен начин. Швајцарија останува посветена на поддршката која што ја дава на Република Северна Македонија во областа на водите, бидејќи сваќаме колку е важно да водните ресурси се управуваат на одржлив начин и на начин кој што ќе биде добар за земјата, за луѓето, за економијата и за животната средина. Сигурна сум дека ќе им помогне, поготово на оние кои што носат одлуки, тоа да го направат на многу поинформиран начин, поефикасен и побрз начин, што е добро и за граѓаните и за државата. И накрај да кажам дека системот има можност да додели пристап до граѓанскиот сектор, односно организациите, кои што ќе можат да ги видат одредено ниво на податоци во согласност со легислативата, со што целиот процес на управување со водите станува потранспарентен и поодговорен или отчетен. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. 22-годишниот СХ од Тетовско Желино вчера во 13 часот во СВР Тетово пријавил дека околу 10 часот и 30 минути на бензинска пумпа во Желино, на која што работел, бил физички нападнат од БА 40 години. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 15 часот и 40 минути во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 66 годишниот тетовец РМ.
Тој се сомничи дека претходно извршил кражба, при што одзел личен предмет од една жена. Одземеното било пронајдено и вратено на собственичката, а лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против РМ ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера околу 18 часот на улица Благоја Тоска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 58-годишниот тетовец ШБ, затоа што кај него бил пронајден и одземен кокаин. Се расчистува случајот и на ШБ ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 20 часот на улица Вон Вардарска во Тетово констатирале нарушување на јавниот ред и мир со употреба на пиротехнички средства и на 47-годишниот МХ од Тетовска Мала Речица, роднина на собственикот на куќата каде се организирала семејна свечаност, му изготвиле соодветен поднесок. Вчера во периодот од 7 до 18 часот во СВР Тетово пријавено е дека со употреба на сила било влезено во црквите Свети Јован Богослов во Тетовско Прељубиште и Свети Архангел Михаел во Тетовско Подбреđе и биле одземени пари. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 15 часот и 45 минути го привеле 64-годишниот гостиварец ТА, кој бил пријавен дека со неговото возило се паркирал пред службен влез на гостиварска фирма и го оневозможувал влегувањето во објектот и извршувањето на тековните задачи. Се расчистува случајот. Вчера околу 19 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го привеле 67-годишниот гостиварец НМ, кој претходно бил пријавен од 53-годишниот гостиварец АМ, дека на улица 18 ноември во Гостивар физички ги нападнал него и неговите две ќерки. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 22 часот и 55 минути на улица Живко Брајковски во Гостивар ги лишиле од слобода РБ 39 години од Гостивар и 44 години од Скопје и МК 35 години од Скопје, затоа што при преглед кај нив и во патничкото моторно возило да е Вукалос со скопски регистарски ознаки, во кое се превезувале, биле пронајдени марихуана и амфетамин. Тројцата биле задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола на електрични тротинети, трицикли и 4 цикли. При контролата били откриени и санкционирани вкупно 14 прекршоци, од кои 5 се однесувале на лица кои управувале електрични тротинети, а санкционирани исто така си 11 други видови сообраќајни прекршоци кои биле заокружени со соодветни поднесоци. Вчера од 14 до 18 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола на електрични тротинети, трицикли и 4 цикли. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 14 прекршоци, од кои 5 се однесувале на лица кои управувале електрични тротинети, а санкционирани исто така биле и 11 други видови сообраќајни прекршоци, 3 во Тетово и 8 во Гостивар, кои биле заокружени со соодветни поднесоци. Напоредно со ова продолжуваат и активностите за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Вчера биле санкционирани и од ПАЈАК службата подигнати 26 непрописно, односно погрешно паркирани возила, кои непосредно го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот, возила, пешаци и слично. Вакви активности биле планирани во наредниот период, не само во централното Тетовско подрачје, туку и на другите улици, дотолку повеќе што деновиве во градот е присутна значително зголемена фреквенција, а како резултат на доаѓањето на многумина времено вработениот странство. На подрачјето на СВР Тетово биле одржани 30 на превентивно-едукативни и информативни средби на советодавните групи на граѓани во рамки на кампањата Безбедно лето 2023 година.
Одсекот за превенција на СВР Тетово ги заокружува планираните превентивно, едукативни и информативни активности со советодавните групи на граѓани, кои стартуваа во мај годинава. Досега веќе се одржани 30 на средби на овие советодавни групи, на кои се расправало за 3 теми, и тоа спречување пожари на отворен простор и шумски пожари, превенирање на употребата на огнено оружје и пиротехнички средства на свадбени и други семејни свечености и безбедно учество на земјоделската механизација во сообраќајот. Полициските службеници на овој сектор ги запознале членовите на советодавните групи како и што треба да прават за да се намалат ризиците од избувнување на пожари во летните месеци и во однос на употребата на оружје на свадбени и други свечености. А им укажале и на земјоделците на сите законски поединости околу безбедно движење на тракторите, комбајните и другата механизација од и кон полошките ниви по регионалните и локалните патишта. Советодавните групи на граѓани имале можност непосредно да се информираат и за законските импликации, доколку не се почитуваат, односно се кршат одредбите на советодавната регулатива. Во наредниот период вакви средби чиј носител и натаму ќе биде одсекот за превенција. Предвидени се и со советодавните групи на граѓани во урбаните заедници на Тетово и Гостивар. Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте и имајте пријатен викенд.